8 часот на нова тема и прво гостување во Македонија наутро. Растот на температурите значи поинтензивно размислување на тема туризам. Великденските празници 1 мај се своевиден тест за тоа каква ќе биде летната туристичка сезона. А кога говориме на тема туризам, треба исто така да потсетиме дека инвестицијата во истиот е многу важен фактор за економски развој, но и за конкурентност на нашата земја во регионот. И токму на оваа тема на 17 мај ќе се говори на форумот кој што ќе се одржи во Скопје, каде експерти од фелата ќе дискутираат и бараат решенија. Како сите потенцијали можеме да ги ставиме во својство на економски бенефит од целата приказна, патем некаде пред крајот на денот, фокусот ќе биде ставен и на жените, односно најуспешните жени менаџерки за 2025. Тај сите овие теми, наредниве минути ги отвараме со нашата прва соговорничка овде во студиото 3 на Македонската телевизија. Добро утро за господја Лидија Трипуновска, организаторка и генерален менаџер на агенцијата Марили. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, добре ве најдов и поздрав до сите ваши гледачи. Да, го споменавме Лидија туризмот, што ве поттикна да го организирате форумот на оваа тема? Туризмот е еден од носечките фактори на економскиот развој, се претпоставува дека треба да биде еден од 5 столба на економскиот развој на нашата земја, но и на регионот. Ова е регионален бизнис форум, каде што ќе можеме да ги видиме сите оние најзначајни аспекти, секако ова е една огромна тема, но ние ќе допреме само некои од овие содржини. Ќе зборуваме низ 3 панел дискусии со тоа што ја имаме поддршката и од директорката на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот, која ќе го отвори овој форум. Потоа имаме и поддршката од вице-гувернерката Ана Митреска, која ќе ни обезбеди податоци за тоа како финансиски се поддржува туристичкиот сектор, особено во делот на зеленото кредитирање. Ќе зборуваме низ 3 панел сесии, со тоа што ќе започнеме со алтернативниот туризам, кој што представува најбрзо растечки туризам. Тука спаѓаат руралниот и екотуризмот. Ќе видиме што на овој план се прави во нашата земја и секако ќе ги слушнеме искуствата од Република Србија, која е впрочем една силна туристичка сила, меѓутоа вложува и во руралниот туризам. Потоа ќе зборуваме за хотелско-туристичката индустрија, каде што се најголемите вложувања и најдолготрајните вложувања, што значи да се биде елитен хотел и да го развивате туризмот во Скопје, но и каква се туристичка понуда нуди градот Охрид, кој што знаеме дека е нашиот балкански Ерусалим. Меѓутоа постојат и други форми за кои што треба малку повеќе да се информираме, бидејќи повеќе за тоа знаат нашите странските туристи отколку ние. Исто така ќе имаме едно исклучително искуство со господјата Барбара Олени, која ни доаѓа од еден од најзначајните ланци на Јадранското приморје, хотелски, и ќе зборува за инвестициите што се направени како пред пандемијата, така и во овој период по пандемијата, за да Хрватска биде една од најпосакуваните туристички дестинации во Европа и во светот денес. И на крајот ќе зборуваме за еногастро концептот, кој е современ концепт на развој на туризмот, нашите вкусови, ароми, вината, храната што ја произведуваме, се секако еден дел од современата туристичка понуда. Тука се експерти од наши најголеми компании кои што ќе зборуваат за винскиот туризам, за она што квалитетно како храна го произведуваме. Исто така ќе ги слушнеме искуствата од Република Србија и на крајот едно заокружување со експерт од Универзитетската фела, кој ќе ни каже што представува производството на домашна храна за развојот на домашниот туризам, додолку повеќе што живееме во време на глобален недостаток на производство на храна. Ја гледам агендата, навистина е интересна, прво тоа ми го задржа вниманието и е богата. Забележувам луѓе и од институциите, забележувам и експерти, забележувам и угостители. Сите 3 неопходни алки кои што се многу значајни за да може овој концепт да функционира. И јас се надевам искрено дека сето оно што ќе биде кажано на форумот ќе може да се примени во пракса, бидејќи постојано низ години ви кажуваме една од 3 алки да не функционира, немаме успешен туризам. Јас се надевам дека сите овде седнати на исто место ќе дебатираат и дискутираат за позитивни промени кои ќе можеме да ги видиме во пракса. Да, јас се надевам, тука се вклучува и публиката интеракцијски со своји идеи и прашања, така да верувам дека ќе развиеме еден плоден работен ден во делот на форумот. Сега, форумот исто така е значаен, бидејќи се прогласуваат и најдобрите жени менаџерки во Македонија.
форумот е еден дополнителен проект кој што произлезе од главниот проект, а тоа е всушност агенција Марили 29 години ја работи манифестацијата избор на најуспешни жени менаџери и вечерта истиот ден на 17 мај ќе го одржиме 29-тото издание на оваа манифестација која што е исто така регионална веќе 4 години, значи ќе наградиме две менаџерки од Република Хрватска и од Република Србија. Имаме вкупно 13 лауреатки, жени водилки како што ги нарекуваме заради статуетката што ја добиваат и јас би сакала да ги прочитам нивните имиња. Тие се избирани од приватниот сектор, од успешни компании, од различни области и дејности, воглавном ни биле препорачувани, но се почитува и личната согласност на менаџерките да бидат дел од овој избор. Ќе одам по азбучен ред на презимињата, така како што ги прогласуваме и описно нели од кои сектори доаѓаат. Анита Атанасовска, генерален менаџер, која ни доаѓа од Скопје, од областа на недвижнините. Стефка Василева, генерален менаџер, која доаѓа од Радовиш, од областа на медицината. Магистар Дафинка Ивановска, извршен менаџер, која доаѓа од областа на козметологијата од Скопје. Доктор Оливера Клинчарова, председател на одбор на директори од приватниот сектор од осигурителниот бизнис. Доктор Даниела Михајловска, генерален менаџер, која доаѓа од медицината и естетската медицина. Господја Елена Лотеска Наумовска, која доаѓа од Охрид од туристичкиот сектор. Доктор Маја Петановска, бренд менаџер и ко-собственик, која доаѓа исто така од медицинската дермоестетика. Магистер Ирена Миновска Пехливанова, стратешки менаџер, која доаѓа од областа на сообраќајот. Арзијана Фейзи, менаџер за правни работи, која доаѓа од прехранбениот сектор од Гостивар. Магистар Јанинка Чупарковска, генерален менаџер, која доаѓа од Кавадарци, од прехранбената индустрија. Професор доктор Јана Манаева Чуповска, визуелен уметник, председател на ДЛУМ, и од регионот магистар Барбара Оленик Станичич, која е директор на сектор за човечки ресурси од Република Хрватска, реков од областа на хотелиерството, и Слободанка Цока Стевич, генерален менаџер, која доаѓа од Република Србија. Исто така од туристичкиот сектор. Колку се на број? 13 на број. Да. И сега ајде да направиме една споредба. Велите 29 години. Да. Сега имаме 13 на листата. Колку имавме на почетоците? Секогаш се трудевме да бидат 10, но како го започнавме овој регионален веќе начин на прогласување, бројката се зголемува. Не случајно прашувам, се мотивираат ли жените да се борат за себе, да напредуваат, да покажуваат колку можат? Да, апсолутно се мотивираат. Тоа е и функцијата на оваа манифестација, да бидеме поддршка, да бидеме поттик, да им одадеме признание на овие жени кои што треба да бидат жени водилки, лауреатки, кои што треба да го покажат патот на младите генерации образовани жени, дека може и овде на овие простори да се градат успешни бизнис приказни и да се достигнуваат тие високи менаџерски и лидерски позиции. Да, ги откривме деталите и за форумот, ја откривме и листата на тоа кои жени менаџери. Ексклузивно, прв пат кај вас. Ексклузивно, да, добитнички. Ќе ги добијат признанијата. При крајот разговорот секако на кој начин може да се стане дел од форумот, бидејќи гостувањето сакаме и така да го искористиме за дамите кои што сега не гледаат, размислуваат, дали има се уште слободни места, може ли да се пријават, како оди целата во делот на форумот, значи ние имаме објава веќе медиумска, нели, и во однос на нашите портали, доколку некој сака да присуствува, сепак се ова од позатворен тип настани, меѓутоа тука се поканети гости кои што ги допира фелата, но и сите оние, бидејќи туризмот е атрактивен за секој од нас, кои што би сакале, нели, да дојдат, можат да се пријават на агенцијата на нашите мејли. По завршувањето на форумот, по официјалното прогласување на најдобрите жени менаџери за 2025-та, ве очекуваме со некој од нив овде во студиото 3 на Македонската телевизија да ги споделат нивните работни и животни искуства, бидејќи само така можеме да мотивираме млади жени. Да, ви благодарам. Секако дека нашата работа без медиумска поддршка не би била комплетна, секогаш е тоа многу важно за да ги поттикнеме сите млади луѓе. Благодарам многу. Благодариме многу. На гости секако ја имавме Лидија Трипуновска, организатор и генерален менаџер на Марили, традиционална манифестација, избор на жени менаџери, форумот годинава на тема туризам.